Клиниката за токсикологија прераснува во ургентен интернистички центар со доктор Антон Чибишев, кој што е директор на Универзитетската клиника за токсикологија во Скопје. Разговараме, се разбира, на ова и неколку теми. Добро утро, официјално, докторе. Благодариме со оглед на вашите обврски, благодариме што сте утринава тука. Токсикологија прераснува во ургентен интернистички центар. Што значи тоа? Прво, добро утро на сите гледачи на утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро на вас овде во студиото и на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам за поканата, благодарам за можноста да го објаснам тоа што во моментот се случува на Универзитетската клиника за токсикологија. Значи, еден значаен, многу важен проект за државата, за македонското здравство и за пациентите е ургентниот интернистички центар, кој е стар проект, повеќе од 20 на години. Меѓутоа, сега во последните неколку години се покрена повторно иницијативата тоа да се формира, иако ние како институција работевме и функциониравме како клиника за токсикологија и ургентна интерна медицина. Меѓутоа, пред нешто повеќе од година и пол, проектот влезе во некоја завршна фаза, не почнаа градежните активности, меѓутоа влезе во завршна фаза и ние сега работиме само токсикологија, затоа што благодарение на две општествено одговорни компании, како што е Алкалоид и Комерцијална банка, кои донира средства, комплетно се реновира работниот дел на клиниката, значи приземјето и сутеренот, каде што се сместени капацитетите за сместување, за хоспитализација и оној дел каде што се сместени деловите каде што се вршат испитувањата на пациенти. Кај што е најголемата фреквенција. Точно во суштина, така. Да. Се работи за капитален проект. Јас така го имам проценето. Еден од најзначајните проекти кои што владата на Република Македонија, Министерството за здравство го реализираат во оваа година. Се надевам дека за краток временски период во следната година тој ќе биде готов и ќе почне да функционира. Што значи тоа? Значи, досега постојано имаше коментари во главном критички и негативни. Кон клиниката, да. Така, да. Не само кон клиниката, туку воопшто кон организацијата на работата во клиничкиот центар. Доаѓаат пациенти со одреден проблем, со одредени симптоми, одат на една клиника и тие ги гледат, викат не сте за кај нас, одете на другата клиника, па на третата, па на четвртата и се случуваше луѓето со сати да вртат од клиника на клиника и да не ја добијат помошта која што им е или услугата која што им е потребна. Што се решава со ургентниот центар? Се решава тој проблем така да пациентите кои ќе влегуваат низ капијата на клиничкиот центар, прво ќе дојдат во ургентниот интернистички или во ургентниот хирушки. Зависно од тоа каква потреба, каква помош им е потребна. Тука се примаат, се задржуваат известен период, значи се обсервираат, ако има потреба се реанимираат, се стабилизираат, им се дава терапија, се прават одредени клинички исследувања, се поставува работна диагноза, при тоа учествува тим од доктори од разни специјалности, такви доктори од разни специјалности од интерна медицина и ќе дежураат во тој ургентен интернистички центар, значи кадровски ќе биде комплетно покриен. Од кога ќе се стабилизира пациентот, тој тим одлучува дали пациентот може да се врати дома или треба да се префрли во соодветна клиника, таму каде што тие ќе проценат. Во ургентниот центар ќе се задржуваат најмногу 6 часа, во исклучителни случаи може и до 24 часа, затоа што во проектот кој што сега се реализира, инфраструктурно во клиниката ќе има боксови за обсервација на пациенти и ќе има еден дел кој што се вика интензивна нега, каде што пациентите може да се задржат до 6 часа и при тоа да се дава терапија, да се стабилизираат и да се донесе одлука што понатаму ќе се прави со нив. Јас се надевам дека оние критики кои досега ги добивавме, дека пациентите вртат, па не им се обраќа внимание, па не се решаваат како што треба. Често пати се случува така шетајки по ходниците да се влошат. Нема понатаму да се случува, дека со тоа ние еден голем горлив проблем во државата ќе го решиме. Значи во светот, морам ова да го објаснам, затоа што имаше одредени коментари, ургентните центри се на едно место.
Значи, на едно место се згрижуваат сите ургентни состојби од цела медицина. Значи, на едно место се ургентниот интернистички и ургентниот хируршки центар. Меѓутоа, сегашната поставеност инфраструктурна во клиничкиот центар сега Мајка Тереза не дозволува тоа така да се организира. Значи, се раздвојуваат двата центри, ургентниот интернистички и хируршки, меѓутоа тие се на далечина од ни 50 на метра. Туку се блиску. Значи, можно е да се прават различни советувања, конзилијарни прегледи, контакти помеѓу тимови, нема да биде тоа исклучено, така да јас сметам дека и ова сега што го правиме ќе биде на добробит и на пациентите и на државата. Конечно ќе решиме еден горлив проблем кој што долго време се провлекува во македонското здравство. Докторе, дали знаете колкава верба вливате кај граѓаните со ова што го кажувате? Со оглед на тоа дека изгубена е вербата кај нас кој ќе се најави нешто дека ќе се реализира докрај онака како што се најавува. Видите, апсолутно сакам да им порачам на граѓаните, сите ги почитувам максимално, дека овој проект, јас како раководител сега на Универзитетската клиника за токсикологија и мојот тим сме процениле дека е значаен за пред се за пациентите и за граѓаните на Република Македонија и цврсто сме решени тој да се реализира до крај и да почне да функционира онака како што ваков тип на здравствени центри функционираат во светот. Затоа што, видите сега, нема да биде само оној дел хоспитален, во сутеренот, каде што има многу простор, ќе ги има практички сите апарати со кои што ние полесно доаѓаме до диагноза. Ако ви кажем дека ние во моментов имаме ендоскопски кабинет, правиме, значи, горна ендоскопија, преглед на горниот дел на дигестивниот тракт. Имаме ехо кабинет, правиме прегледи, ехотомографски прегледи на дигестивен систем и бубрези. Сега ќе имаме и компјутеризирана томографија. Во проектот е планирано тука да се смести и магнетна резонанса. Лабораторија имаме лабораторија биолошка, меѓутоа сега со задоволство сакам да соопштам прв пат во јавноста, дека го потпишав договорот, набавуваме многу современа, многу софистицирана токсиколошка лабораторија, која што, чинам го гледав проспектот, може да детектира околу 3200 непознати хемиски субстанции во биолошки материјал. Значи, лабораторијата е толку современа, ставаме биолошки материјал, урина или крв, во апаратот и тој ни вади резултат дали во тој материјал се присутни тие нешто или трагови од тие 3200 субстанции. А и времето е современо. Така да ќе бидеме комплетно опремени, онака како во цел свет што сме опремени. Се прават веќе планови за кадровска екипираност, затоа што со оваа екипа што сега ја имаме, нема да можеме тоа да го направиме и да го работиме онака како што сме го замислиле. Значи, ќе има прием на млади доктори, на млади специјалисти и јас се надевам дека тоа ќе функционира онака како што сите посакуваме. Безпрекорно. Колку што влевате сигурност со тоа што сте тука и со тоа што излеговте во јавноста, толку сега во моментов мене лично ме исплашивте колку сериозен проект најавивте ќе се оствари или имате ли суштинска поддршка за реализација на сето ова што го кажавте? Знаеме која е таа поддршка. Апсолутно имам поддршка од по вертикала, ако ве интересира. Да, по хоризонтала нема проблем, меѓутоа по вертикала имаме огромна поддршка. Од владата на Република Македонија, лично од премиерот професор Христијан Мицковски и од министерот професор Таравари. Значи, апсолутна поддршка овој проект да заврши до крај и да се реализира онака како што треба да биде реализиран и да профункционира онака како што функционираат ваков тип на центри во целиот свет. Имате ли кадри? Во моментов немаме доволно кадри, меѓутоа кажав дека сега се прават анализи, се прават планови. Јас веќе изработив еден, да речем, оперативен план како би функционирала таа институција. Со истиот се запознати и владата и министерството.
и даваат подршка на тоа. Меѓутоа, сега правиме анализи што од кадри ќе ни бидат потребни. Тоа што имаме, супер е што имаме, нели ќе го ставиме во функција, меѓутоа ќе треба да се примат млади доктори со одредени специфични специализации, да речеме специјалисти по ургентна медицина имаме. Такви можда ќе треба да примиме лаборанти, биохемичари, затоа што ни се одлева кадарот, затоа ве прашуваме. Затоа што ни се одлева медицинскиот кадар. Ова е еден од начините како ќе ги задржиме. Апсолутно. Јас се надевам дека тоа така ќе се реализира како што сме го замислиле, затоа што не сум човек кој што трпи импровизации. Значи, или ќе функционира онака како што треба да функционира, или импровизацијата, знаете, уморни сме веќе од импровизации. Па и досега ние функциониравме како ургентен интернистички центар, меѓутоа, мислам, малку импровизиравме, затоа што немавме доволно простор, немавме доволно кадри, немавме апарати за иследување и тоа го работевме ентузијастички. Сега сакам да го поставиме на здрави основи и да се работи онака како што е по протокол, онака како што се работи во цел свет. Уште малку околу кадровската подкрепа. Споминавте дека ќе дежураат и од интернистичка медицина кадри. Ќе може ли за почеток да се организирате додека се направи распоред, веројатно и вие да процените кој се заслужува, не само да биде вработен како доктор, туку и како специјализант. Може таму да започнеме каде има перспектива и кај помладите доктори. Ќе може ли на почеток со оно што го имаме да се организираме? Имаме ли доволно квалитетни доктори за останати тука кај нас? Неколку пати споминавме, ни се одлева кадрот, одат и во приватните клиники, но одат и надвор. Многу одат надвор. И ќе може ли за почеток да одговориме? За жал, тоа е горелив проблем на македонското здравство, значи одливот на персонал, што во приватно, што во странство. Меѓутоа, јас веќе разговарам со раководителите на другите интерни клиники, им го презентирам мојот план како замислувам да функционира ургентниот интернистички центар и во главном до сега со сите што сум разговарал имам апсолутна поддршка. Знаете, која е замислата? Интерната заедница има огромен број на специјализанти и по општа интерна и по специјалности како што се кардиологија, хематологија, ендокринологија и така натаму. Сите тие специјализанти кои што специјализираат општа интерна или делови од интерна ќе бидат ставени во функција. Таква е замислата. Ние ќе процениме кога ќе почне да функционира центарот, ќе процениме дали треба да дежураат двајца специјализанти или тројца специјализанти, дали во 2 смени или во 3 смени. Меѓутоа, во цел свет специјализанти работат во ургентните центри. Меѓутоа, под надзор на специјалисти. Значи, екипата, мојата замисла е екипата да биде составена, еве карикирам сега, од тројца специјализанти кои што ќе ги примаат пациентите првично, а тие ќе бидат под надзор од еден специјалист помлад и уште еден постар специјалист кој ќе биде така наречен црвен дежурен или црвен одговорен, кој што ќе ги разрешува најтешките, најкомплицираните случаи, тие што нема да може екипата од тројца специјализанти и еден специјалист да ги разреши. Така функционира во цел свет. Мислам, ние не треба да измислуваме, не треба да измислуваме ништо, само треба да ги превземеме искуствата кои што се веќе со години се применуваат во целиот свет и тоа да го примениме кај нас. Се надевам дека тоа така ќе се реализира. Мислам дека има расположение, имаме поддршка и сега треба, јас велам, да го искористиме моментот и тоа да го канализираме и да го направиме функционално на задоволство на пациентите. Вие сте од старата гарда која ќе потврди дека во времето кога функционираа законите и прописите се си течеше како што треба, дека и здравството и образованието се не функционираше на највисоко ниво. Го понудите вашето стручно искуство во борбата со загадениот воздух, што би им препорачале на граѓаните? Видите, прво се охрабрив, вчера имаше презентација на тој план, нели, некој акцијски план кој што го има подготвено владата на Република Македонија, го презентираше лично, нели, вице-премиерот и министер за животна средина, за екологија. Во него има охрабрувачки мерки,
кои што ќе дадат резултат на подол крок. Меѓутоа, треба да се воведат според мене и некои мерки кои што ќе дадат некаков резултат сега и веднаш. Сега и веднаш. Воздухот ни е екстремно загаден. Постојано добиваме информации во различни делови од државата, во поголемите урбани центри, како Скопје, Струмица, Прилеп, Битола, Охрид и така натаму. Воздухот е загаден не само со PM честички. PM честичките постојано се експлоатираат како главни загадувачи. Ние имаме загаденост со јаглероден моноксид, големи концентрации, јаглероден диоксид, сулфур диоксид, азотни оксиди, пари на тешки метали. Значи, тука имаме едно екстремно загадување на воздухот кој сериозно може да го загрози човекото здравје на различни нивоа, на различни органи. Еве, јас неколку пати пишував и на социјалните мрежи. Овие мерки што владата ги планира, верувам дека ќе донесат некаков резултат. Еве, да се ограничи употреба на одредени горива, да се контролираат одредени индустријски капацитети, какви горива користат, колку во технолошкиот процес на работа, колку од тие гасови кои што го загадуваат амбиенталниот воздух, се испуштаат во атмосферата. Меѓутоа, во моментов на пазарот има прочистувачи на воздух, кои што, оние што се квалитетни, нели, даваат добри резултати. Ако вака размислиме сериозно, ние добар дел од животот го поминуваме или дома, или на работното место. Сигурно дека и надвор дел од животот го поминуваме, разни активности, меѓутоа дома и на работното место најмногу. Еве, мојот предлог е дома да владата, државата преземе мерки како што даваат ваучери за набавка на одредени грејни тела или слично, да се направи некаков план, да се размисли, да се даваат такви за прочистувачи во домашни услови, во училишта, во градинки. Не ли е попрактично да се сузбијат загадувачите? Тоа го кажав на почеток. Да. Меѓутоа, тоа ќе потрае. Да. Додека тоа се реализира, ние се труеме. Значи, тоа нема да се заврши нити за 1, нити за 2 месеци. Тоа ќе трае сигурно неколку години, додека ние го смениме мислењето. Дека вакви горива не треба да користиме. Колку и да се ефтини. Тие се ефтини, можда ние штедиме при затоплувањето на одредени простории. Меѓутоа, ја загадуваме животната средина. Добро, и на оние сериозните високи оџаци треба да се Затоа реагира. што го загадуваме и тој воздух не го дишаме само ние, го дишат и нашите деца, и внуци, и пријатели, и соседи, и сите го дишаме. Така да прво тука малку менталитетот да си го подобриме, да размислуваме малку по-широко за сите, меѓутоа, додека тоа се реализира, ние мора да на некаков начин да се заштитиме. Ако излегуваме во надворешна средина, не можеш ништо да им препорачаш на луѓето. Она што може, да речеме, најмногу да ги заштити, треба гас маска да носат. Мислам, како да живееме во некое идно време после 1000 години и не знаеме како ќе биде тогаш. Може со скафандери ќе шетаат луѓето. Меѓутоа, еве маски обични хирушки, N95 или нешто слично, минимално да се заштитиме. Меѓутоа, ако сме дома, па тој загаден воздух не е само надвор, тој влегува и дома. А дома плюс имаме дополнителни загадувачи. Текстилна прашина, не знам бактерии, дерматофагоиди, не знам тие алергени. Јас гледав во литература, гледав во понуди, има такви апарати кои дури и вируси задржуваат. Имаат такви филтри. Еве гледам, читав една статија дека општина Кисела вода со, не знам како се вика компанијата, сега не ми текнува, се договориле со некоја исто општествено одговорна компанија и тие им донирале апарати за прочистување на воздух за внатре, во неколку градинки или основни школи, не ме фаќате пак за збора, не знам точно, меѓутоа им ставиле такви апарати во дворовите и не знам во некој радиус од некој 50 на 100 метра, децата дишат чист воздух затоа што тие апарати го прочистуваат. Тоа е она што треба сега итно и веднаш да се направи. Тоа е мој предлог.
Нека размислат надлежните сега, што да кажам. Во интерес на времето морам ова прашање да ви го поставам со оглед на тоа дека вие сте ни репрезент на првиот ден од Нова година, личност која што секој 1 јануари... Првата минута по полноќ. Да, првата минута по полноќ. Што прв излегува во јавност. Да, првиот во јавност, да, меѓу другото да посакате и убава година, но и да го соопштите од изминатите 24 часа. За жал, секоја година се полоши и полоши резултати во делот на млади, дали дошле со премногу алкохол, дали со опојни средства, за жал се намалува границата. Фокусот нека бидат опојните средства, поради тоа што вие бевте многу гласен чинам оваа година 2024 на 1 јануари, па сега ќе ве прашам во текот на целава година каква младина имаме ние? Видите, со што се вие се среќавате? Ние се среќаваме со ситуации кои што сериозно не загрижуваат. Значи, младите почнуваат малку неконтролирано да се однесуваат. Тоа секојдневно го гледаме и во јавност, и медиумите пренесуваат. Сега имаше една снимка која што гледав и јас уште повеќе се загрижив. Таа агресија, тоа меѓусебно пресметување, тие некои модерни активности кои што тие ги пренесуваат преку социјалните мрежи и при тоа сериозно се повредуваат. Предизвици. Значи, сериозно се повредуваат и воопшто не обраќаат внимание на тоа. Мислам дека малку психолозите треба повеќе тоа да го следат и да понудат решенија. Меѓутоа, она со кое што ние се соочуваме е злоупотребата на алкохол и опојни дроги. Точно е границата паѓа, меѓутоа ние згрижуваме пациенти од 14 години нагоре, така да под 14 години, иако некојаш залутуваат и такви пациенти помлади, ние не ги препраќаме, ние ги третираме затоа што обично ги носат во исклучително тешка состојба. Обично со пореметена свест во некоја длабока кома, нешто што се граничи со животот и смртта, нели? Меѓутоа сега уште позагрижувачки е тоа што сето тоа често се комбинира со одредени медикаменти. Најчесто се седативи, а во последно време имав и неколку јавувања на телефон на луѓе кои што ме прашува и на улица ќе ме сретнат. Пијат алкохол, се доведуваат во ситуација, нели, да тешко функционираат или не може да функционираат, и за да може да функционираат, да не ги болела глава, замислете, пијат аналгетици. Еве сега, неколку пати сум кажал во јавност, имам напишано безброј мислења и на социјалните мрежи, комбинацијата помеѓу алкохол и диазепам, веќе го земам како најзлоупотребуван лек, е сериозно животот загрозувачка комбинација. Сега ќе објаснам зашто. Затоа што и алкохолот и диазепамот се депресори на централниот нервен систем. Во еден момент може таја депресија да го зафати центарот за дишење, односно центарот од каде што се контролира дишењето во организмот. И тој центар да заспие и да не праќа сигнали дека лицето треба да дише или индивидуата треба да дише, престанува дишењето и за 5 до 6 минути умира мозокот, умира и човекот. Има такви случаи опишани во литература, затоа и јас ќе ги молам такви експерименти да не прават. Затоа што, знаете, има некоја мода, еден диазепам или еден лексилиум и потоа тоа го сечеме, нели, со неколку пијачки кои што содржат сериозна концентрација на алкохол. Тоа е првиот момент. Вториот момент што сега почна да се практикува е аналгетици. Сите аналгетици се штетни за човечкиот организам на различни нивоа, од дигестивен систем, мозок, бубрези, секаде. Меѓутоа, ваквата комбинација може сериозно да го оштети црниот дроб. Значи има безброј случаеви, јас во литература имам најдено, за среќа нас можда ни се случувале, меѓутоа ние не сме ги детектирале, затоа што многу брзо доведуваат до крајно влошување на состојбата и до смрт. Акутно распаѓање на црниот дроб, или ние тоа стручно го викаме акутна некроза на црниот дроб.
во таа комбинација аналгетици и алкохол. Јас и на моите студенти кога разговараме нели на оваа тема, ова им посебно им го потенцирам, за седативи и алкохол и аналгетици и алкохол, никогаш да не прават проби како тоа изгледа и да ги советуваат сите своји блиски истото да не го прават. Значи во традицијата македонска за празници се знае. Софрата мора да биде полна да нема кај игла да падне и тоа мора да биде полна со јадења кои што содржат многу животински масноти и алкохол. Меѓутоа, јас сметам дека една чаша најубаво македонско вино, без разлика дали е црвено или бело, сосема е доволно да си направите расположение, да си направите атмосфера и да уживате со луѓето со кои што сакате да си ги поминете празниците. Затоа што ако почнете 1, 2, 3 чаши, после веќе нема да ги броите, чашите ќе си летат, меѓутоа, да ги знаете, после правецот се знае или празникот нема да го видите, ќе го завршите во кревет, или ќе завршите на клиника за токсикологија. На никого не му препорачувам празникот да си го помине во болница. Најдобро да си го помине дома со своето семејство или со луѓето кои што го сакаат него и тој ги сака нив. Докторе, благодарам што утринава бевте тука, одговоривте на сите прашања, малку се за вас, докторе, но денеска еве, нека биде главниот фокус дека токсикологија прераснува во ургентен интернистички центар, да се гледаме за убави работи кои што ќе ги соопштите од реализација на овој проект. Благодарам. Ви благодарам и јас што еве ми дадовте можност прво да го промовираме проектот кој што јас сметам дека е од големо значење за државата и за пациентите и што еве упативме неколку корисни пораки до граѓаните. На втори сме ние на емисија, па ќе добро, видите, јас веројатно на први ќе дојдам обично секоја година кога јас сум бил раководител, сум доаѓал на повик пак на новинарите, сум давал изјави за јавноста што се случувало ноќта, веројатно и оваа година ќе биде така. А вие, ако направите некоја програмска шема дека има потреба повторно да се појавам, само јавете ми се, нема да има проблем. Благодариме. Благодарим.